Атакувањето на турците османли на Балканскиот полуостров кон средината на 14-тиот век предизвикало основни промени во политичката, социјалната и етнографската структура на самото население. Последиците од тие промени и денес непосредно се чувствуваат во Македонија. Непосредните промени што стануваат во демографијата и етнографијата на Македонија во времето на турското владење, односно од 14-тиот век до 1912 година, имаат 4 основни пункта. Обезљудување во времето на завојувањето, заселувањето на турците во првите векови по освојувањето, преселничките движења на македонците од планините кон полето и од запад кон исток во време на целата турска епоха, заселувањето на албанци во северозападна Македонија и раселување на власите по цела Македонија во последните 2 века на турското владење. Турските владејачи и воени команданти во првите векови на турското господство на Балканот вршеле системно раселување на христијанското население во завојуваните места, посебно во Македонија. Одвлеченото население било продавано по сите европски пазари на источно-средоземноморското крајбрежје. Многу од македонците биле продавани на робскиот пазар во Кандија, односно на остров Крит. Во актовите на нотариусот Манул Брешано од 1381 до 1383 година се среќаваат имиња на доста робови од Македонија со означени имиња, народност и местото на раѓањето. Наскоро по затврдувањето на турската власт во Македонија, уште кон крајот на 14-тиот век биле засилени првите османски колонии, едни во освоените градови, други во новооснованите од нив градови Ениче Вардар, Тетово, Горна Џумаја, Кочани. Поради тоа, поголем дел од македонските градови имал во почетокот на 19-тиот век повеќе турско население. Заселувањето на компактни турски колонии и основањето на нови градови било продолжено и во наредните векови, како на пример Крива Паланка во почетокот на 17-тиот век, Лерин кон крајот на 18-тиот век, Гостивар во 18-тиот век и така натаму. Од градовите турците како господари се преселувале во соседните села, кои им биле дадени во владење, настанувајќи се во нив и турски селани земјоделци, бидејќи последните пак биле доселени од околината на малоазискиот град Конја, турските селани се наречувале коњари и строго се разграничувале од турците настанети во градовите. Заселувањето на тие 2 вида турци имало двојно значење за народното стопанство во Македонија. Турските властелини од градовите ја заграбиле земјата на македонските селани, кои, впрочем, и пред доаѓањето на турците не обработувале само своја собствена земја, туку на политичките властелини, племството и црквата. Во време на првите векови на турското господство, селаните се нашле
уште во полоша бесправна положба. Турската чифликчиска класа ја одземала најплодната земја. Поради тоа, земјата била напуштена масовно од македонското население и селаните бегале во непристапни планински предели. И денес се гледа големата разлика во денешното стопанство на оние села кои останале чифликџиски до крајот и оние кои живееле како слободни селани. Меѓутоа, заселувањето на турските селани земјоделци имало и благотворни последици за македонското население. Турците селани донеле во Македонија памук, тутун, ориз, пченка, сусам, шафран, афион и други земјоделски култури, кои денес се основни столбови на македонското народно стопанство. Целокупното турско владење често се представува како најлошо време во развојот на Македонија. Но ова е точно само за времето на упадокот на Турската империја, особено кон средината на 18-тиот век, времето на внатрешната анархија. Тој упадок врви наспоредно со намалувањето на турското население во целата империја, вклучувајќи и Македонија, поради намалувањето на приливот на турците од Мала Азија. Бројот на турците во Македонија не можел да се задржи покрај насилното муслиманизирање на македонци и нивното погрешно декларирање за турци. Затоа градовите, за кои патеписците во почетокот на 19-тиот век велат дека биле порано чисти турски градови, почнале да се помакедончуваат и до крајот на турското владење биле предимно македонски. Бројното намалување на турското население ослободувало места за населување на македонци, кои слегувале од планинските во полските села и градовите. Бидејќи овој процес бил типичен и за власите, градовите во Македонија добиле шарена етнографска физиономија, некаде зачувана и до денес. Во разните времиња, но главно од 15-тиот до 17-тиот век, од Мала Азија во Македонија се населиле и турски пастирски племиња, познати под името јуруци. Многу малку потпаднале тие под влијанието на исламот. Жените им оделе незабулени, живееле како пастири номади. Се разликувале од пастирите номади македонци, власи албанци по тоа, што ретко оделе да летуваат по високите македонски планини, туку избирале средно високи планини. Тука се настанувале постојано прснати, најчесто помали. Преку зимата ги користиле низините и немале потреба да се селат. Јуруците во Македонија се населиле по тесната ивица,
која до 1912 година се простирала од Халкидик на југ до Плачковица и тоа предимно источно од Вардар. За ова населување постои тврдење дека имало за цел да го раздели македонското население на запад од Вардар од она на исток. Всушност, тоа е спонтано преселување на пастири номади, бидејќи тие се населувале во пусти области, најсувите делови на Македонија. Иселувањето на еден дел од македонското население од полето довело до густа населеност во планините и опустошување на полето. Оваа неприродна состојба не можела да трае долго време. Наскоро дошло до преселничко движење од планините кон полето. Освен масовни, насилни миграции, имало и единични, вршени спонтано по потреба. И ваквите преселувања низ векови го менувале етнографскиот состав на населението во Македонија. Планинскиот карактер на Македонија исто обусловувал преселување од високите мести кон полето. Таков е случај со преселувањата од Северна и Западна Македонија кон Егејска Македонија. Од друга страна, вакви преселнички движења за сезонските пастирски селидби биле нужни, бидејќи Македонија се наоѓа на границата меѓу средоземната и средевропската клима. Привремените миграции подготвувале терен за конечни преселувања, каков е случај со сезонските пастирски преселувања во Македонија. Повеќе од овчарите, кои слегувале наесен од високите планини,
се враќале напролет во нив, но имало и такви кои останувале во низините, станувале земјоделци, чифлигари по чифлиците, или прислужници момоци кај трговците и занаечиите по градовите. Овој процес е сосема природен, бидејќи популациониот капацитет во планините бил наситен. Овчарите, кои порано вршеле сезонски преселувања, биле главно од две народности – Власи и Македонци. Власите биле навикнати повеќе на пастирскиот живот. Мачено се одвојувале од него. Со земеделие, тие воопшто не сакале да се занимаваат, па доколку останувале во полето, станувале трговци со добиток и понатаму ги држеле врските со своите блиски, која продолжувале својата пастирска дејност. Слично на власите, и дел од македонците останувале по градовите. Меѓутоа, главната маса останувала по полските села и се занимавала со земјоделие. По таков начин полските села, кои непосредно по турската колонизација биле турски, започнале да го враќаат поранешниот македонски карактер. Поинаков ефект имале преселничките движења во Македонија од запад кон исток. Причините за такви преселувања биле многубројни и поради тоа тие не престанувале ниту еден момент. Тие се должеле пред се на тоа што во Западна Македонија имало густо населени планински области, во кои населението се занимавало главно со сточарство, одејќи секоја зима во Солунската низина и Калкидикот. По пропаѓањето на сточарството, населението на овие области почнало масовно да оди на гурбет и голем дел останувало по местата каде нашло работа. За исилувањето на македонците и власите од Западна Македонија не помало значење имал и албанскиот етнички прилив. Од 14. до 19. век албанците покриле доста голема територија. Тие се распространиле најнапред на југ. Уште во 15. век се среќаваат албанци во средна Грција, а во почетокот на 16. век на Пелопонес и Егејските острови. Тие се настанувале главно на земјите, каде поради војните епидемиите била ослободена земјата. Во ниеден случај, меѓутоа, тие не присвоиле насилно земја на местното грчко население. Откако се исцрпеле сите можности за преселување на југ, албанците минале преку Јадранско море во Италија. Нешто подоцна, тие го искористиле масовното иселување на србите во северна насока, дури преку Дунав, и ги заземале нивните места во Метохија и Косово.
потоа кренале на исток. Тука веќе сретнале доста голем отпор на чаите. Сепак, уште во 18 век ја минале западната географска граница на Македонија и до 1912 година непрекинато се заселувале во Западна Македонија на местата на иселените македонци власи. Под извесен етнички прилив на албанците дошло и до физички притисок, применуван од страна на привилегированите албански бегови. Така дошло до разорнувањето на градот Москополе, кој бројал околу 60.000 жители, главно власи. Тоа станувало кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Власите се преселиле предимно во западномакедонските градови Битола, Прилеп, Велес, Ресен, Охрид и го основале градот Крушево. Од овие градови, а посебно од Крушево, власите се селеле постепено и по другите македонски градови – Кичево, Струмица, Куманово, Скопје, Штип, Солун и други. При што во многу од тие места дале и прв потик за градскиот развиток. Значењето на власите во Македонија не може да се мери само по нивната бројност. Тие имаат заслуга во развитокот на трговијата, занаетчиството и индустријата во Македонија. Не е помала нивната заслуга и во создавањето на македонскиот патриотизам, кој посебно се покаже на дело во нивното масовно учество во големото Илинденско востание. Во почетокот на 19-тиот век, етничките и социјалните односи во Македонија се оцртувале на следниот начин. Македонците представувале мнозинство од населението. Тие биле предимно земјоделци, кои со сопствени сили успевале да дојдат до земја по пат на откупи. Тие проникнале во сите македонски градови, вклучувајќи го и Солун, и станувале главно ситни занаетчии. Турците живееле предимно во градовите, но ги имало и во полските села. И тие биле познати како добри земјоделци. Јуруците и натаму останале сточари. Албанците живееле во Западна Македонија, а на неколку места навлегле и повнатре, до средниот тек на реката Вардар. Власите живееле по градовите и по повисоките планини. Останатите народности и етнички групи, поради својата малобројност, имале второстепен значај. Врз основа на изнесеново, може со сигурност да се тврди дека кон крајот на турското владење, Македонија представувала од етнографска гледна точка и покрај своето шаренило една хомогена целина, која се оформила главно под влијание на преселничкото движење, што станувало најчесто слободно и под влијание на природните услови и потреби. Ваквата положба се одржувала се до 1912 година, односно до Првата Балканска војна.